Утрински стихови од Библијата. 8 јануари. Нека се радуваат кротките, а бедните пак ќе се радуваат во Господа. Најбедните ќе му воскликнуваат на Израелевиот светец. Исаија 29:19. Кротоста е драгоцена благодат, подготвена тивко да страда, подготвена да ги поднесува искушенијата. Кротоста е трпелива и се труди да биде среќна во сите околности. Кротоста е секогаш благодарна и создава своји песни на радост, правејќи мелодија во срцето на Бога. Кротоста ќе претрпи разочарување и неправда и нема да возврати. Кротоста не значи да се биде безгласен и намуртен. Мрачниот дух е во спротивност на кротоста, бидејќи тој само нанесува повреди и предизвикува болка кај другите, а на себе не си донесува никакво задоволство. Кроткиот и тивок дух нема постојано да ја бара сопствената среќа, туку ќе се стреми кон заборавање на самиот себе си и ќе наоѓа сладко задоволство и вистинска сатисфакција во тоа да ги устреки другите. Откупителот на светот имал природа повозвишена од ангелската, но сепак со неговото божествено величество биле соединети кротоста и понизноста, што ги привлекувале сите кон него. Христовата кротост, покажана во домот, ќе ги устреки сите домашни. Таа не предизвикува кавга, не возвраќа налутено, туку го смирува раздразнетиот темперамент и шири нежност што ја чувствуваат сите во нејзиниот благословен круг на влијание. Каде и да се негува, таа прави семејствата на земјата да станат дел од големото семејство на небото.